што можете да заклучите и вие самите, денеска ќе работиме за почва. Така. Почва е подлогата каде што живеат и растат растенијата и животните. Ученици, вие имате некаква представа за почвата. Мене ме интересира да ми кажете, дали почвата содржи хранливи материи? Марија? Почвата содржи хранливи материи. Така, а дали има свет во почвата? Дали некој живее во почвата? Аце? Живеат инсекти и животни. Ајде, например, кои инсекти, кои животни? Ајде да видиме, кои инсекти живеат во почвата? Стефи? Инсекти живеат мравките, живеат мравците, црвите. Насечка под земја живеат и змиите. Значи, зборуваме за инсекти, така? Разни бубачки. А кои животни живеат во почвата? Кои се хранат во почвата? Да видиме, ајде, Марко. Така? Сечка змијата. Така? Сечка здрапчиња. Слепото куче. Значи, кои се храни од почвата? Така, инсектите се хранат. Дали знаете, учениците, дека во една лопата, да ја наполниме со почва, има повеќе живи организми отколку што се досега родени луѓе во светот. Толку многу хранливи материи, толку многу живи организми живеат во почвата. Досега некои се уште не се открили. Ученици, како што можете да видите, вие на вашите клупи имате колку видови на почва? 3 видови на почва. Како може да биде почвата во боја? Ајде да покаже Сара да види. Сите тие видови на почва, односно сите тие бои можеме да ги сместиме во една група на почва. Денес ќе ги откриеме 3 главни видови на почва. Тоа се првата почва што можеме да видиме дека станува збор за што е ученици? Ова е песоклива почва, значи. Втората група можеме да приметиме, можеби ја знаете, не, каквата дали се глинеста. И третата група на почва се нарекува ровка, односно таа по правило се нарекува јоловица, таа ја имаме каде? Можеме да видиме нашо училишниот двор, цел, која е, да откриеме која почва има најче да ставиме водичка. Да ставиме така водичка, така? Смешете ја почвата. Почва кога стаче. Види дали може, ако не може, остане. Отвори да се вода почвата, да видимо што ќе се случи. Значи, ученици, ајде сега да провериме. Прво да почнеме со песокливата почва. Таа е фаќате како? Со двата прста, со палецот и показалецот. Кој ќе ми каже, дали таа е видо за вода, да има многу вода во неја, така? Дали може да направиме топче? Кој ќе ми каже карактеристична глинестата почва? Ајде, Стефи. Дали ја впива водата? Ја впива. Меѓутоа, дали мислите дека може, значи, да има воздух внатре или не може? Почва викавме дека е лопицата. Така, дали ја прима водата? Каква не е во боја? Така, дали може да приме воздух внатре оваа почва? Може да приме. Гледате како се одвојува. За разлика од глинестата која што многу тешко не може да се одвои, односно што се прави? Се лепи. Така, што забележуваме? Што мислите? Која почва е најплодна од овие 3 почви? Онаа што треба да има што да прима и вода и воздух да прима и воздух. Воедно, значи, ја прима и водата равномерно, ја содржи хранливата состојка хумус, која што ни дава и ја храни почвата. На неја што значи? За секоја плодна почва што може да изникне? Дали на неја може да изникне цвеќе? Зеленчук, овошје. Зеленчук, овошје, растение. Што ни е потребно да има? Вода. Како треба водата да се распредели во почвата за да биде најхумусна и најплодна почва? Дали треба водата да биде на површина, најодостола или равномерно?
рамномерно. Сега ваша задача што е? Костовски. Твоја задача е околу чашата, во долниот дел тука, да поминеш со глината. Помини со прст со глината и распредели ја, значи. Дека ти падне и малку долу глина. Ајде, Трифиновски, твоја задача е песокот. Да земеш, значи, со песокот, да поминеш околу чашата долу и нека ти падне и долу песокот. На тебе, Аце, почва да дочи нишниот двор. Земи од почвата, стави во чашата, помини ја со прстот околу. На крај ќе ставиме вода и да видиме што ќе заклучиме. Синчки, никакви им се рацата. Ајде. Сега ќе ставиме вода. Ставаме малку глина, да видиме што. Ова не е почвата каде што имаме песок. Почвата во која што имаме состојката хумус, така? Вака малку да ги промешаме, може? Ајде овие вака да ги промешаме, да видиме што ќе се случи. И почвата каде што има што? Каде што има глина. Што може да има каливи материи, односно водата останува долу, а песокот е горе. Значи, не ја прима водата многу брзо и не се распределува лесно, така? Ајде да видиме кај глинестата почва. Водата останува горе, а глината се? Глината паѓа долу. Односно, водата може да се измеша со глината, но многу пополика, односно треба да чекаме неколку дена. Што се случува со хумусната почва? Дали веднаш се распредели равномерно? Дали се измеша? Што заклучуваме, ученици, уште еднаш да повториме? Колку видови на почви гледавме денес? Три главни видови на почви. Кои беа тие почви? Глинеста. И глинеста почва. Која почва е најплодна почва? Ние за раст растенијата живеат, разни инсекти. Така? Дониза може да израсне А раст. зашто се тоа може да изникне, да израсне? Да пива вода, воздух, храна. Благодарам на часот. Целта ја исполнивме, век те прекрасни.